ќе зборувам денеска за различните родителски стилови и ќе ве замолам во текот на презентацијата секој од вас да размисли и да види каде се наоѓа како родител. Истражувањата покажуваат дека навистина родителството во голема мера влијае на начинот на кој што децата растат, се развиваат, создаваат социјални интеракции. И тоа најчесто е условено од она што се нарекува топол однос на родителот, очекувањата, начинот на кој што се стимулира ранниот детски развој во овој период во домот и често зависи од тоа колку средината во која што децата живеат е навистина стимулативна. Дозволете ми да ве запрашам, колку често сте размислувале за тоа каков родител сте? Или колку често свесно ние сите размислуваме за тоа каков родител би сакале да бидеме? Хајде да видам, може да кренеме раце, кој од нас размислувал на овие теми во време во кое што секогаш сме оптоварени со професионалните обврски и се она што се нарекува наш секојдневен ангажман. Многу малку родители знаат дека навистина родителството, она вистинско, конструктивно родителство влијае и текако кај децата и колку што е возраста помала, толку и влијанието е поголемо. На следниот слайд јас ќе ви ги презентирам 4 родителски стилови кои што во науката се обидуваат да ги категоризираат различните родители и во зависност од нивните карактеристики ќе можете секој од вас да се најдете во некој од овие стилови. Инаку, дефинитивно во определено време постојат, може да се појават еден или повеќе родителски стилови, секој од нас е во одредена ситуација различен од дадена друга ситуација, но во основа кај секој од нас се јавува еден доминантен родителски стил, кој што зависи од тоа на кој начин се воспоставува реакцијата со детето, интеракцијата и на кој начин се стимулира раниот детски развој. Оној кој што е прв е авторитарниот родителски стил кој што на некој начин е многу строг. Дава јасна слика за тоа што значи граница на детското однесување, за тоа што значи негова структура и навистина има големи очекувања за сето она што значи детски развој. Токму овој родителски стил најчесто го поставува прашањето и вели и за тоа што јас така реков, јас сум тој кој што е поумен од тебе, кој што е авторитет по ова семејно обкружување и ќе го направиш она за кое што јас ќе ти го речам. Овој родителски стил се обидува да го обликува, да го контролира, да го развива детското однесување и се обидува на некој начин да го вреднува, да го евалуира врз основа на некој собствен, личен родителски стандард. Но многу често овој стандард е различен од стандардот кој што е поставен во градинките, во училиштата, во социјалната средина и токму затоа можеме да кажеме дека овој стил не дава големи можности децата самостојно да се развиваат, да носат собствени одлуки и автентичноста на нивната личност да дојде до израз. Можеме следниот слайд. Децата кои што растат со овој родителски стил многу често се чувствуваат покорни. Имаат ниско ниво на самоконтрола, на самодоверба и тешко остваруваат социјални, емоционални интеракции со своите деца. Нешто што ние навистина не би сакале да го видиме во нашето обкружување. Спротивни на овие родители се попусливите родители, кои што се обидува да ги исполнат сите желби на своите деца и сметаат дека со еден таков пристап ќе бидат навистина добри родители. Можеме да кажеме дека секој од нас се нашол во одредено време во еден ваков стил на родител, но верувајте дека тоа не е добар рецепт. Оно што е добро и што е квалитетно кај овие стилови на родители е тоа што се тие многу топли, полни со внимание, со позитивни емоции кон своите деца и на некој начин треба да се потрудат да направат што е можно подобра структура и баланс во однос на дисциплината која што ја развиваат децата. Последниот слайд ќе видите како мајката вели: "Извини душо, ти си шеф." И многу често во овие стилови на родители не знаеме кој на кого му е родител. Кој е оној кој што го прави родителското водство. Попусливите родители не секогаш се доследни во своите однесувања и токму затоа штетно влијаат на начинот на кој што децата се однесуваат во социјалната средина, односно не можат да им укажат на децата дека нивното однесување понекогаш и не е позитивно. Децата кои што го применуваат овој родителски стил се чувствуваат многу сакани, многу среќни, полни со позитивна енергија, но за жал, токму невозможноста да се создаде граница, дисциплина и структура,
тие имаат потешкоти во фокусирање на образованието, на образовните цели и многу тешко развиваат социјални интеракции со своите врсници. Современиот начин на живење, бројните обврски кои што ги имаат родителите, за жал се повеќе укажува на тоа дека имаме индиферентни родители, родители кои што негуваат отсутен однос во семејството, родители кои што живеат во својот сопствен свет и навистина многу малку време посветуваат со своите деца. Овие родители се насочени исклучиво кон себе. Реченицата "снајди се сам" е само покритие за тоа дека личното искуство вродува со најдобро животно искуство за секое дете. Но верувајте дека личните искуства кај децата, доколку не се подкрепени со поддржувачки и стимулативен родител, тогаш можеме да имаме навистина негативни ефекти во таа смисла. Во семејното опкружување децата растат без насоки, без позитивни емоции, без топлина и токму затоа имаат потешкоти да се доживеат себе си, да се најдат себе си во одредено социјално опкружување и да можат да ги воспостават релациите кои што се неопходни на социјален и образовен план. Еден родителски стил кој што и науката, меѓутоа и јас топло го препорачувам, е последниот, четвртиот, авторитативниот родителски стил, кој што е најдобар. Зошто? Заради тоа што во себе ги користи сите карактеристики, позитивни карактеристики на претходно наведените стилови. Тоа е стил кој што во себе содржи елементи на топлина, на внимание, на позитивна енергија, но од друга страна успешно прави баланс на сето она што се нарекува структура, граница и дисциплина. Кога е време за учење, е време за учење. Кога е време за одмор, е време за одмор. И кога е време за гушкање, навистина време за гушкање. Но исто така, структурата и границата сметаат дека се правиот принцип на кој што се моделира детското однесување. Главната реченица е дека можам јас да ти објаснам. Тоа се родители кои што секогаш конструктивно ги вклучуваат децата во своите дебати, во своите големи одлуки. И кога јас имаме тука и дел од мои студенти на предавања, ќе ги прашам кога последен пат вие како деца сте размислували и сте дали свој удел во некоја одлука во семејството, па и не знам колку често ние тоа како практика, но ајде да го направиме. Овој стил на родители се обидуваат да ги слушнат детските проблеми, детските потреби. Се обидуваат да ги решат, но гледано низ призмата, низ детските очи, онака како што децата навистина тоа го перцепираат, а не возрастните. Се обидуваат да ги вклучат во сите своји одлуки, се обидуваат да им понудат на децата лично искуство кое што ќе се темели на целокупната поддршка кој тие самите ја имаат. И токму овие родители главно се карактеризираат со тоа што се доследни во своето однесување. Што вели Сашко, кога е не, но ајде да видиме што е тоа и колку е потребно да кажеме да и позитивно во дадено време. Овие родители даваат можност, простор, време, структура децата да истражуваат, да откриваат, да се занимаваат со различни дидактички материјали, природни материјали во домот и слично и на некој начин да го надополнуваат своето претходно знаење и искуство на нешто што се нарекува нова и нова стимулативна средина во домот. Токму затоа, овие деца имаат високо ниво на самодоверба, самосвест, самокритичност и навистина се едни од посакуваните деца кога ќе се најдат на пазарот на трудот во смисла на нивни професионални карактеристики и вештини подоцна во својот живот. Ако велиме дека фреквентно често говориме немој тоа, немој ова, ајде да се обидеме да направиме претходен план и стратегија како наместо зборот не да дадеме позитивен пристап и да го пренасочиме детското делување во нешто што е корисно. Позитивното родителство е родителство кој што нуди стратегии, методи, поддршка, концепт за позитивна интеракција и тоа пред се треба да биде почеток на начин на ново размислување на секој родител кој што понатаму би можел да се имплементира во заедничката врска помеѓу родителот и детето. Колку родителството е важно и колку може да придонесе за успешен развој на децата. Мислам дека оваа кампања и сите досегашни ивенти кои што ги имавме во различните градови покажаа дека родителите навистина имаат потреба да зборуваат, да говорат за нешто што за нив е најбитно. Првенствено самата собствена родителска улога, но и начинот на кој што ги воспитуваме децата.
Овие родителски стилови се многу битни, заради тоа што во нашата традиција е да ги воспитуваме децата на начин на кој што сме биле ние воспитувани. Со одредени модификации да го имплементираме моделот кој што бил поставен врз нашето воспитување, но ајде да се обидеме со оваа кампања, со овие родителски разговори, да направиме еден сопствен план и концепт за тоа каков родител јас би сакала да бидам. Сега имаме тука една многу убава, позитивна слика во која што се забележува дека имаме многу топлина, разбирање помеѓу сите членови и велиме дека навистина неопходно е за секое дете да расте во средина во која што ќе имаме стимулативен, поддржувачки родител кој што на некој начин ќе ги поддржува сите процеси на раст, развој и учење на секое дете. И знаете зошто се тоа е битно? Заради тоа што и родителството се учи. Благодарам.